Здраво на сите, јас сум Васко Цветковски. Добредојавте на овој мој и ваш курс по новогрчки јазик. Курсот е замислен да започнеме од самиот почеток, од нула, од алфа, и да одиме видео по видео, користејќи и одејќи според овој учебник или Никатора. За почетокот, овој што е првиот, од Димитра и Маринета Папахимона. И ќе одиме ред по ред. Учебникот е одличен, многу е user-friendly, што би рекле. Ќе видите дека низ учебникот нема скоро никакви објаснувања, све е на грчки. Методот е постојано со вежби, значи ви советувам, слушајќи го видеокурсов, откако ќе објаснам и изговорам или прочитам и дадам одговор на некоја вежба, вие треба да го паузирате видеото, да го повторите истото. Ако не сте задоволни, да го повторите уште еднаш. Ако не ви текнува како или не сте разбрале, да вратите назад, да ме изслушате уште еднаш. И потоа повторувате и продолжувате. Советувам да сте редовни. Мојата намера е секој ден да поставувам по еден видео час од околу 45 минути. А вие колку што можете, например, ако јас ви советувам секој дневно да посветувате по 45 минути, но ако можете, ако не можете 45 минути, половина час, 15 минути, го следите видеото, го паузирате, понатаму го продолжувате, го враќате назад, тоа останува на вас. Денес на овој час, како прв, ќе почнеме со читање, со правилата за читање и изговор во новогрчкиот. Тоа алфавито. Значи, ова е алфавитот или алфабетата, како што ја нарекуваме грчката азбука од часовите по математика и физика. Сега, за разлика од изговорот, како што сме ги изговарале грчките букви по математика и физика, што е класичен изговор, ние по новогрчки ќе изговараме како денес, тоест малку поинаку. Значи, алфата или ато, ќе го изговараме А. Витата или В, ќе го изговараме В. Гамата или Г, значи нема да го изговараме Г како нашето Г, звучен, грлен експлозив, ами малку здивнато како Г. Исто како што во англискиот место Т на некои места изговараме Th, или место Д на некои места изговараме Th, така и гамата ќе изговараме Г, а не Г. А потоа ќе кажеме како пишуваме, ако сакаме да го изговориме звучниот грлен експлозив Г, како нашиот. Значи, ова нема тука да го изговораме гама со Г, ами гама со Г. Ако не можете на почетоков да го изговарате тој глас, изговарајте Г, но јас би ви советувал уште од самиот почеток да се трудите да го изговарате Г,
а начинот на кој што ќе дојдете до него е тој. Исто како од Т доаѓате до Th, од Д доаѓате до The во the end, англиското, како што од П доаѓате до Ф, така од Г треба да дојдете до Г. На ист начин го изговараме и делтата, оваа буква тука. Значи, не ја изговараме како нашиот звучен дентален експлозив, забен експлозив Д, ами на ист начин ставаме здив и изговараме the. Значи, како англиското that. Значи, не изговараме делта, ами делта. Делта. Епсилонот, епсилон, е мало, псило, слабо. Го изговараме како нашето епсилон. Зитата го изговараме зита, еве, името на оваа буква е зита. Ита, како латинското H, англиското Х, ние го изговараме и на новогрчки. Ита. Thитата изговараме Th, како англиското Th во think. Јотата изговараме и. Капа изговараме К, како нашето К. Ламда изговараме Л, не како нашето Л, ами меко Л, како нашето Л. Кога изговараме љубов, клjuč или во преспа битоља. Или како во пиле, лиле, биле. Мито го изговараме М, нито Н. Пазете, малечкото Н, ни, се пишува како малечко В латиница и да не го мешаме со латиничното В или со ова долу со ипсилонот, кој што се чита И. Кса е двоглас, на некој начин да кажеме, составен од две согласки, К и С. Изговараме кса, сложен глас. Омикронот, омикро, о мало, го изговараме О. Пито го изговараме како нашето П. Рото го изговараме како нашето Р. Сигмата го изговараме како нашето С. Големото сигма, гледате, го пишуваме на овој начин. А малечкото С, како превртена за 90 степени шеска на десно, и доколку е, вака го пишуваме, значи доколку е во средина на збор, а доколку е на крајот на збор, го пишуваме како, ќе видиме понатаму низ учебникот, како латиничното С, само со помало опавче надолу. Тав пишуваме, изговараме Т, како нашето Т. Ипсилонот, ипсилон, е како латиничното големо ипсилон, а малечкото е како латиничното У, и го изговараме И. Фи изговараме Ф, Хи изговараме Х, пси е спој на две согласки, П и С, како што е К и С, така е П и С, пса, и изговараме пса, и омега или О големо изговараме О. Са, без разлика што омега и омикро ги нарекуваме О малечко и О големо, денес нема разлика во нивниот изговор, се изговараат како нашето О кратко. Гледате дека има има три И, јотата, И, итата, И ипсилонот И,
А понатамо ќе видиме и други комбинации кои што се изговараат и. Сега да вежбаме комбинации на овие гласови кои што ги кажавме претходно. Горе над хоризонталната линија имаме согласки, а во првата колона лево имаме самогласки и нивните комбинации. Горе ги имаме со согласките капа, тав, ми, ни, фита, ламда, пи, сигма. А во првата колона самогласките алфа, епсилон, јота, омикрон и комбинацијата омикрон-ипсилон, што заедно на новогрчки се пишуваат и се изговараат у. Така да, овие комбинации би се прочитале на следен начин. Првата К, втората та, ма, на, са, ла, па, са. Одиме вториот ред. Со епсилон, со е. К и е даваат ке, т и е даваат те, м и е даваат ме, н и е даваат не, th и е даваат θε, не те, ами θε, л и е даваат ле, не ле, ами ле, како нашето ле во биле, п и е даваат пе, и с и е даваат се. Еве ја, на крајот сигмата се пишува како латиничното с, но со помало опавче, и ова би го изговориле сес. Да ги видиме комбинациите со јота, со и. Имаме ки, ти, ми, ни, си, ли, пи, сис. Да ги видиме комбинациите со о. Ко, то, мо, но, со, ло, по, сос. Да ги видиме комбинациите со у. Ку, ту, му, ну, су, лу, пу, су. Значи, во првата колона овде ги имаме основните самогласки, што ги имаме и во нашиот јазик. А, е, и, о, у. Гледате, уште еднаш ќе повторам, у, самогласката у на новогрчки се пишува со овие две букви. Комбинација омикрон, ипсилон. Од овие комбинации да ги видиме и да ги научиме следните нови и први наши зборови. Мама, погодувате, значи мама, мајка, но како нашето, нагалено мама, за разлика од митера, што е како мајка. Кала, добро. Са, честицата за едно време ке. Салата, не салата, ами салата со л, салата, нормално, значи салата. Една, едно. 100, сега ова ќе го научите како нашиот предлог во нешто. Мелене, ме кажуваат, ме викаат. Плака и сунио. Кога зборовите ќе се напишани сите со големи букви, тоа кажува дека се наслови или имиња на некои места. Плака, самата именка плака, ако не е име на место, значува плоча, но плака овдека е плоштад, плоштадот во Атина, плака. Сунио е името на Сунио. Одиме понатаму. Сега ви советувам истиот овој изговор да си го повторите неколку пати. На пример, ка, та, ма, на, са, ла, па, са. Ке, те, ме, не, θε, ле, пе, сес. Ки, ти, ми, ни, си, ли, пи, сис. Ко, то, мо, но, со, ло, по, сос.
ку, ту, му, ну, цу, лу, пу, су. Ка, та, ма, на, са, ла, па, сас. Паузирајте. Изговорете го првиот ред. Понатаму. Ке, те, ме, не, се, ле, пе, сес. Паузирајте. Изговорете го вториот ред. Ки, ти, ми, ни, си, ли, пи, сис. Паузирајте. Изговорете го третиот ред. Ко, то, мо, но, со, ло, по, сос. Паузирајте. Изговорете го четвртиот ред. Ку, ту, му, ну, су, лу, пу, су. Паузирајте. Изговорете го и петиот ред. Кај зборовите гледате дека зборовите кои што се пишуваат со мали букви, на себе го пишуваат и акцентот, што е многу леснително при изговорот. Мама, значи акцентот е на А, на првиот слог одназад. Не е на вториот слог одназад, не е мама, ами мама. Второто зборче, кала, акцентот е на првиот слог одназад, гледате. Не е на вториот, не е кала, ами кала. Са, нормално, едносложните зборчиња во новогрчкиот не се пишуваат со акцент, бидејќи акцентот не може да падне на друго место, освен на тој еден слог. Са. Но, салата не е салата, значи не е акцентот на првиот слог одназад, не е салата на третиот слог одназад, ами салата. Доколку не можете на почеток да имате слух на кој слог да го ставите акцентот, иако го гледате на кој слог е напишан, ви препорачувам вежба. Земете некој македонски подолг збор, например учителка, и менувајте го акцентот на тој збор на сите слогови. Пример, изговорете го еднаш учителка, после учителка, после учителка и дури на крај учителка. И на тој начин, полека со вежба ќе почнете да точно да го чувствувате и да знаете да го ставате акцентот на слогот на кој што ви е напишан. Ена, не ена, ами ена. 100, мелене. Овдека имаме акцентска целост. Гледате два збора со еден акцент, како нашето ме викаат исто. Не велиме ме викаат, ами ме викаат. Како што велиме брат ми, татко ми, а не брат ми, татко ми. Или ми треба, а не ми треба. Значи со еден акцент, мелене. Ова не го изговораме мелене, не го изговораме мелене, ами мелене. И плака и сунио. Зборовите кои што се напишани со сите големи букви, на нив не се пишува акцент. И како ќе го знаеме акцентот? Просто, како и во другите јазици, веќе за зборовите ќе го знаеме и нивниот акцент. Кога го учиме зборот, го учиме и нивниот акцент. Така што ќе знаеме дека местноста плака е плака, а не плака. Или сунио, дека е сунио, а не сунио или сунио. Да продолжиме сега со втората табела. Горе, на првата редица, над хоризонталната линија, имаме исто така други согласки сега. В, Г, пак ќе повторам, не Г, ами Г, З, пак ќе повторам, не Д, ами З, 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 Р, Ф, Х, Кс и Пс. И повторно лево во првата колона истите самогласки. А, Е, И, О, У. Па имаме, повторуваме, Ва, Га, пак ќе речам, не Га, ами Га, За, не За, не Да, ами За,
Значи не како нашето да, ами да. За, ра, фа, ха, кса, пса. Повторуваме. Ва, га, за, ра, фа, ха, кса, пса. Понатаму. Ве, је, ве, зе, ре, фе, хе, ксе, псе. Понатаму. Ви, ји, ви, зи, ри, фи, хи, кси, пси. Понатаму. Во, го, зо, зо, ро, фо, хо, ксо, псо. Следно. Ву, гу, зу, рзу, зу, ру, фу, ху, ксу, псу. Да ги видиме со овие комбинации следните зборови. Гала, што значи млеко. Значи акцентот е на вториот слог одназад. Гала, не гала, ами гала. Паузирајте и повторете гала. Понатаму, такси, не такси, ами такси. Акцентот на првиот слог одназад, на ито. Значи такси. Охи, не охи, ами охи. Тоа е частичката за негација, не. Then, исто така частичка за негација, не, но пред глаголи. Ке учиме подоцна. Значи, на новогрчки не е исто ако кажеме не игра. Ако негираме глагол, ќе негираме со then. Или просто само не. Охи. Следниот збор го читаме ја. Имаме гама јота. Значи, кога имаме збор во новогрчкиот кој што започнува со гласот Ј, како кај нас, тој глас се пишува гама и јота. И заедно се чита Ј. И имаме ја. Дури и да читаме по правило, како што кажавме, гамата со Г и ито како И, ји, ји, и понатаму, заради што следува самогласката А, ито ке е како Ј. Па имаме ја. И прито акцентот е на првиот слог одназад. Не ја, ами ја, што значи баба. На истиот начин, наредниот збор ќе го прочитаме јати, што значи зошто. Следниот збор е узо. Стопирајте и изговорете. Узо. Краси. Акцентот е на првиот слог одназад, на и, краси, а не на вториот. Не е краси, ами краси, што значи вино. Следно, таверна. Нормално, таверна. Кафанче, ресторан. Не ресторан, таверна. Аеродромио. Не аеродромио со Д звучно, ами со Д. Аеродромио. Аеродром. Иначе аеродром е сложенка од аер, од старогрчкото аер, или аир. Аер, воздух и дромос, пат. Воздушен пат. Аеродромио. Аероплано. Наредниот збор. Аероплано. Аероплан, авион. Некоја направа што лута, што шета, што скита по воздухот. Значи, акцентот не е аероплано, не е аероплано, не е аероплано, туку аероплано. И не е аероплано со Л, аероплано, ами со Л, аероплано. Наредниот збор е елада, не елада, со наше Л и со Д, ами со Л и Д. Елада. И не во акцентот елада, не елада, ами елада. Акцентот на вториот слог одназад. Нормално, ова е Грција. Елада.
Logariazmos, logariazmos. Ne со г наше, не логариазмос, не со л и г, логариазмос, ами со л и г, логариазмос, логариазмос. Природно ова с пред м ќе ви се изговара како з, ама вие стремете се да го изговарате с. Логариазмос. Или просто оставете како што ви доаѓа природно. Наредното, логариазмос, именката означува сметка. Често ќе ја користиме во нашите вежби. Бидејќи ќе правиме дијалози, каде што ликовите одат на некое место и купуваат нешто или седнуваат во некој ресторан или во некоја таверна и потоа треба да го платат логариазмосот. Тоест, тон логариазмо, сметката. Понатаму, портокалада, портокалада, значи не портокалада со л и д, ами со л и д, портокалада. И акцентот портокалада, не портокалада, не портокалада, ами портокалада, портокалада. Портокалада. Што велеа кај на старите оранжада. Значи, во прва смисла тоа е сокот портокал, така? Но на новогрчки е и секој освежителен сок од типот на јупи, фанта, сите тие жолти, црвени, портокалови сокови. Паракало. Паракало е молам. Значи не паракало, не е со л, ами паракало, со л. Значи сега стопирајте и пробајте да ги прочитате и да ги изговорите овие зборови. Одиме наредно со наредната табела. Само малку да пробам да го зголемам. Добро, ќе одиме на овој час вака, па после ќе видиме како од наредните часови ќе ви го зголемам малку екранот. Одиме сега со наредната табела. Имаме горе согласките К, Т, М, Н, Th, Л, П и С, но тука од лева страна имаме колона од самогласки кои што кои што се пишуваат со други комбинации, а се изговараат исто. То се изговара А, но епсилонот, веќе кажав дека се изговара Е, но и комбинацијата алфа јота големо е вака и мало алфа јота, исто така во новогрчкиот се изговара Е. Понатаму, јотата кажавме дека се изговара И, но и итата рековме дека се изговара И ипсилонот рековме дека се изговара И комбинацијата епсилон јота или дифтонгот епсилон јота и омикрон јота исто така се изговараат И. Омикронот се изговара О, но исто така и омегата се изговара О, и Уто веќе го кажавме дека се изговара У. Да ги видиме сега овие комбинации. К, Та, Ма, На, Са, Ла, Па, Сас. Сега имаме комбинација на К и Е, без разлика на дали е напишано алфа јота или епсилон. Пример, ке. Ова не го читаме како во старогрчкиот со класичниот изговор кај, ами ке. Понатаму те, ме, не, се, ле, пе, сес. Понатаму имаме
ки, ти, ми, ни, си, ли, пи, си. Значи, иотата изговараме и ова го изговараме ки, итата изговараме и, ова го изговараме ти, епсилон иота изговараме и, ова го изговараме ни, ипсилон изговараме и, ова го изговараме си. Понатаму имаме ко, то, мо, но, со, ло, по, со. Значи и омикронот изговараме о, ко, и омегата изговараме о, то. Нема никаква разлика. Следно, ку, ту, му, ну, су, лу, пу, су. Да ги видиме долу зборовите со овие комбинации. Зборот менно, не мено, ами менно, со акцент на вториот слог односот. Означува останувам, пребивам, живеам на некое место. Менис, и гледате, мено е глагол, завршува на омега, тоа е показ дека е прво лице еднина, живеам. А менис е истиот глагол само во второ лице еднина. Менис, живееш. Замислете грците да не може да речат ш, па изговарат с. Живеес, менис, живееш, менис. Нормално погодувате дека живее ќе е без с, без ш како кај нас, живееша, без ш, живее, мени, живее, трето лице еднина ќе е без с, само мени. Но тоа ќе го учиме сега за брзо наредните часови. Понатаму од мено имаме сложенка перимено, што значи чекам. Погодувате, чекаш ке е перименис, чека ке е перимени. Цело, погодувате дека и ова е глагол, прво лице на сегашно време, значи сакам. И можете да претпоставите дека сакаш ке е како? Целис. Сака ке е како, третото лице еднина? Цели. Еве го, целис, сакаш. Кано, значи правам. Канис, второ лице еднина, правиш. Αθина е името на градот Атина. Понатаму долу имаме име, исе, ине, имасте, исте, ине. Вежбајте го ова тука. Имаме два дифтонзи на кои што треба да се научиме. Тоа е првиот е дифтонг од епсилон јота, што го изговораме и вториот е алфа јота што го изговораме е. Па имаме име, после истото исе, само наместо мс, исе, ине со на, имасте, исте, ине. Погодувате, ова е глаголот сум во сегашно време. Име е сум, исе е за второ лице си, ине е, тој таа тоа е, имасте сме, ние сме, исте сте, вие сте, ине, тие се. Забележувате дека во новогрчкиот глаголот сум во трето лице еднина, тој таа тоа е, и трето лице множина тие се, тоест македонското е и македонското се, на новогрчки е исто. Ине, ине. Одиме понатаму. Значи, тоа е методот. Паузираме, паузирајте, повторете, вратете се назад и продолжите онаму каде што сте застанале. Слободно, доколку нешто не ви е јасно, напишете во коментари, откако претходно ќе направите subscribe на каналот, се разбира, и со тоа ќе ја помогнете и стимулирате нашата заедничка работа. Да продолжиме сега со наредната колона, со наредната е табела. Повторно ги имаме истите комбинации тука на самогласки лево и другата група на согласки. Па имаме ва, га, за, за, ра, фа, ха, кса, пса. Паузираме, повторуваме. И продолжуваме. Ве, је, зе, зе, ре, фе, хе, ксе, псе. Паузираме, повторуваме и продолжуваме. Ви, ји, зи, значи не ди, ами зи, не ги, ами ји. Понатаму зи, ри, фи, хи, кси, пси.
Овде кај додадено, значи, и комбинацијата омикрон и исто така изговораме и. Понатаму, во, го, зо, зо, ро, фо, хо, ксо, псо. Па имаме ву, гу, зу, зу, ру, фу, ху, ксу, псу. Да ги видиме зборовите кои што следуваат. Етими. Етими е придавка. Кога ќе видите придавки да завршуваат на ита, тоа се женскиот род од придавките. Затоа ќе имаме после посебен час. Сега само ги вежбаме да ги изговараме овие зборови и се обидуваме да ги запомниме нивните значења. Понатаму ќе ги сретнеме уште многу пати. Етими е придавката што одговара на македонската придавка готова за женски род. Чисто ако ве интересира машкиот род ќе е етимос, готов, и етимо, готово. Но за тоа ќе имаме посебен час. Ксеро, погодувате дека се работи за глагол во прво лице еднина. Знам. Ксерис, погодувате дека се работи за глагол, за истиот глагол во второ лице еднина. Знаеш. Ова согласка читаме кса, така? Ксеро, ксерис. Ова наредното е јасу. Здраво ти, здраво на тебе. Буквално, или го употребуваат како ние што велиме здраво. Калимера, значи не калимера, ами калимера со акцентот на вториот слог одназад, тоест на на епсилонот. Калимера е сложен код едно кали, погодувате придавка од женски род, форма за придавка од женски род, добра, и мера, ден, мера на грчки, пошто еве гледате завршува на грчки именка од женски род, затоа придавката е кали, калимера, добар ден. Ден кај нас е машки род, затоа викаме добар ден. А кај нив е калимера. Значи калимера е превод одговара на македонското добар ден. Ако калимера е добар ден, наредното зборче калиспера би било што? Добра вечер. Калинихта е добра ноќ. Нихта е ноќ. Ехо е глаголот имам. Ако ехо е имам, наредното ехис ќе биде што? Точно. Имаш. Второ лице еднина. Имаш. Понатаму имаме акрополи. Акропол. Тахидромио. Не тахидромио. Не со д, ами со д. Ве молам. Тахидромио. И пазете на ова и. Епсилонјота и. Тахидромио. Што значи пошта. Фармакио, што значи аптека. Ксенодохио, што значи нешто кое прима странци, страноприемница, тоест, бидејќи ксено се странец, а дохио сите зборчино што се дохио се нешто што примаат, некои работи кои што примаат нешто во себе си, или хотел, така? Ксенодохио, хотел, место кое што прима странци, гости, гостоприемница. Катаристирио, пазете на итата, и, не, ова, немојте да грешите да го читате х, ами е и. Катha, и ова, немојте да го читате т, ами е th. Катаристирио, акцентот е на итата, катаристирио. Катаристирио е се нешто кое што служи за чистење, за миење. Катаристирио. Одиме понатаму. Да видиме. Сега. Рековме дека во новогрчкиот, она што во латиницата е Б, го изговараме В. Она што во латиницата и кај нас е Д, го изговараме Д. Она што во кај нас е Г, на новогрчки го изговараме Г. Така? Сега, ако сакаме да изговориме Б, звучно Б, Д, Г, значи Г, Д, Б, тогаш правиме комбинација, ја земаме беззвучната, ако сакаме да изговориме Б звучно, го земаме беззвучното П и пред него ставаме носовка која одговара на таа група на согласки, бидејќи П и Б се уснени, се изговараат со пречка на устите, П и Б,
Ако изговарате, ќе видите дека пречката настанува со затворање на устите, а и б. И на тој начин со затворање на устите со таа пречка, ама со учество на носот се изговара м. За разлика од н, која се изговара исто така со учество на носот, но пречката е на забите, каде што е исто така кога се изговара т и д. Заради тоа комбинацијата МП изговараме Б. А комбинацијата, по истата логика, ако сакаме да изговориме звучен забен експлозив, дентал, Д, го земаме неговиот беззвучен пријател, Т, и го ставаме неговиот назален пријател, Н. НТ изговараме Д. Исто така, ако сакаме да изговориме Г, грлено, Г звучно, го земаме неговиот беззвучен пријател К и ставаме грлен назал Н, како во пенкало, кој што на грчки се запишува со гама. И оваа комбинација, кога ќе видиме гама К, ја читаме Г. Понатаму, две гами читаме НГ. Првото го читаме како назално грлено, Н, и понатаму гамата, како претходно што читавме Г, НГ. ТС комбинацијата го изговараме како нашето Ц. Природно ТС, Ц. ТЗ го изговараме како нашето Дз. Природно ТЗ, Ц. Така, Ц и Дз. Ц и Дз. Ц како нашето беззвучно, Дз како нашето звучно. Да ги видиме овие комбинации. Од лево се истите самогласки, комбинации на самогласки. Па имаме ба, да, значи сега не да, како со делта, ами да звучно. Значи ба, да, га, нга, ца, дза. Имаме бе, де, ге, нге, це, дзе. Имаме би, ди, ги, нги, ци, дзи. Имаме бо, до, го, нго, цо, цо. Дзо. Бу, ду, гу, нгу, цу, дзу. Да ги прочитаме комбинациите, зборови кои што ги имаме овие комбинации. Следниве. Имаме бабас, татко. Не бабас, ами бабас, акцентот на првиот слог одназад. Понатаму имаме бира, пиво. Не бира, ами бира. Понатаму имаме бар, диско. Се разбира дека и во новогрчкиот има позаимени зборови, модерни, од други јазици. Бар, диско. Понатаму имаме домата, не домата, ами домата. Со Д. Гледате, кога сакаме да изговараме звучно Д, не пишуваме делта, која се изговара Д, ами пишуваме НТ, кој го изговараме заедно Д. Домата. Понатаму цадзики, дзадзики, дзадзики, нормално. Англика. Имаме, првото Г е назално Н и Г, како што го изговораме. Англика. Не Англика, ами Англика. Акцентот Англика. Баскетбол. На новогрчки исто така се употребува изборот калати, што е значи кошарка. Корици, девојче. Адио. И панграти, ова Н и К, комбинација рековме дека е Г. Може да се изговори и паграти со Г звучно, но и панграти. Бабас, бира, бар, диско, домата, дзадзики, англика, баскетбол, корици, адио, панграти или паграти. Паузирајте
и пробајте со повторување да ги изговорите што поточно и поточно. Одиме понатаму со изговорот. Комбинациите или дифтонзите алфа со хипсилон, со ипсилон, големо и мало, ги изговараме како аф, иако ипсилонот, кога е само го изговараме и, кога е во комбинација со а или со е, го изговараме како в. Аф и со епсилон, епсилон, ипсилон, ев. Природно и без да се трудиме да го воспоставиме ова правило, ако после овие дифтонзи следува согласка која што е безгласна, како во случајов со т, авто, автокинито, тогаш природно тоа в се изговара како ф. Ама и да не се трудите, природно ќе ви се изговори, ние го изговараме така. И да сакаме, би било и за нас преизнесено да изговараме авто или автокинито со в. Природно не изговара да речеме авто, автокинито. Авто е тоа, автокинито е автомобил. А за разлика ако после доаѓа звучна согласка, тогаш ќе е природно ав. Аврио, што значи утре, и thавма, што значи чудо. Забележавте дека комбинациите, дифтонзите, иако се пишуваат со два гласа, тие имаат еден акцент. И акцентот се пишува на вториот дел од акцентот, ако паѓа акцентот на таа самогласка, на тој дифтонг. Аврио. Иако за нас во тоа ав, за нас тоа се два гласа и акцентот паѓа на а, но за грците тоа е еден глас. Аф. И затоа на него се пишува акцентот, ако го се пишува акцентот на двоглас, тоест на дифтонг, се пишува на вториот дел. И затоа имаме аврио, thавма. Истата логика и за F, за комбинацијата епсилон-ипсилон. Имаме евхаристо, паузирате и повторете, евхаристо, што значи благодарам, и дулево, што значи работам, дулево, и Европи, значи Европи, Европа. Да ги видиме следните зборчиња со овие комбинации. Имаме калимера, добар ден. Мија салата, ена џаџики, неро, кетон логаријазмо. Преводот би бил мија е една, зборот еден за женски род мија. Една салата, ена за џаџики е среден род, едно џаџики, затоа е една, едно џаџики, неро, вода и сметката. Ќе видиме понатаму, ќе учиме дека тоа ќе е лесно за нас, бидејќи ние имаме член, велиме сметката, само кај нас членот е суфикс кој што го лепиме одназад на зборот, а во грчкиот членот е посебно зборче кој што се става пред зборот кој што го членуваме. Тоа е нешто слично како во англискиот. The book. The bill. Така. Тон логаријазмо, сметката. Понатаму. Ти канете, кано беше правам, канете, погодувате второ лице множина. Правите, канете. Ти е прашално зборче што одговара на што. Што правите? И после имаме по аргиса. Леле, задоцнив. Ова е аргиса е минато свршено време од глаголот арго, но тоа ќе го учиме подоцна. Што значи доцнав. Сега, имаме и следни мали правила. Ако имаме дифтонг алфа јота, кажавме дека го читаме но ако е акцентиран и ако акцентот е напишан на првиот дел, тогаш тоа ни кажува дека не се работи за дифтонг и нема тоа да се прочита заедно, ама ќе се прочитаат како посебни гласови. А и. Ако на тој дифтонг нема акцент, а треба да се прочитаат посебно, на вториот дел од дифтонгот се пишува две точки, трема горе. И повторно се читаат како посебно А и. Така, например, ова наредно зборче за чај ќе се прочита цај, а не це.
или што значи чај. Или ова зборче лајки, а не леки. Значи ова алфа и јота ќе се прочитаат заради тоа што има две точки над јотата, ќе се прочитаат како посебни гласови. Лајки, што значи народен пазар, тоест или само пазар. Понатаму, ако оваа комбинација имаше акцент на вториот дел на јота, ќе се прочиташе и, но сега има комбинација има акцент на првиот дел, значи ќе се прочитаат како двата посебно. Ој. Исто така и овдека ој, а не и, бидејќи на вториот дел има трема, има две точки. Така што ова наредно зборче што значи часовник нема да се прочита роли, ами ролој. Ролој часовник. И тоа е во врска со изговорот. Вратете се повторно на овој час, изговорете ги сите комбинации кои што ги изговоривме. Доколку нешто не ви е јасно, прашете во коментари на мојот канал, каде што ќе се направите subscribe, имате контакт, можете да ми напишете имейл. Доколку сакате да учествувате и вие директно заедно со мене во некој од видеата, да бидете мој ученик, да направиме некој видео заедно, можете исто така и тоа да ми го предложите, па да се договориме, да направиме заедно стриминг. Вежбајте читање, вежбајте изговор, вратете се на видеово, барајте низ интернет други грчки текстови, отворете на грчката Википедија без разлика што можеби нема да разбирате, читајте и така вежбајте го вашето читање и изговор се до нашата средна средба. Наредно, на наредниот час ви најавувам, значи продолжуваме понатаму, ќе учиме еве како се прави второ лице еднина од некои основни глаголи и како се прави прво лице еднина. Например, како би рекле живеам и живееш, како би рекле знам, знаеш, како би рекле сакам, сакаш, чекам, чекаш, разбирам, разбираш, имам, имаш и нормално и нивните негации. Тоест, не знам, не знаеш, не разбирам, не разбираш, немам, немаш и така натаму. Ве поздравувам до наредното видео, се надевам дека тоа ќе биде во текот на наредниот ден. Имајте си убав ден, довидување.